Расте револтот кај жителите на општина Радовиш кои за нотарски услуги мора да патуваат во Струмица. Ова општина веќе половина месец е без нотар, откако единствениот се пензионираше, а во меѓувреме Министерството за правда не распишува конкурс за избор на нов. Имаме голем проблем. Јас се трчкам по ниви, по имајле, по тие работа, немаме нотар. И до кога ќе ева? Радовиш од град стана село, а додека села некои села станаа градове. Од Нотарската комора на Македонија потврдија дека во Радовиш нема нотар и се до изборот на ново кадровско решение било определен службата да ја врши Јанко Милушев од Струмица. Тие тврдат дека Министерството за правда треба да распише конкурс. Ова за мене е канцеларијата на единствениот нотар во Радовиш кој што замина во пензија, со што радовишани останаа без нотарски услуги во сопствениот град. Од Министерството за правда засега нема информација дали и кога ќе распишат конкурс за избор на нов нотар во Радовиш. Освен во Радовиш, ваков проблем има и во Кратово. Жителите на Радовиш реагираат дека за доаѓање до Струмица се изложени на дополнителни трошоци. Како не сме дошли? Идем до Струмица, треба да давам 600 динара. Со такси да идам. Да идам за Штип, треба да давам 600 динара. А тоа го нема да кошта овие документи. Треба да има нотар во Радовиш. Пошто Радовиш е голем град, број негде 15.000 становника. Без нотар не бива. Сега луѓето изложат си на трошкови и на време губење. И затоа препорачувам да има во Радовиш нотар. Од Министерството за правда не конкретизира ниту пак има информација кога се планира да се распише нов конкурс за нотар во Радовиш. Откако ќе се распише конкурсот, целата постапка за избор на нотарско службено лице трае речиси половина година.